Почитувани граѓани, демократи си на терен и ги снимаат автобусите. Стотици и стотици автобуси дојдени во Скопје за да организираат еден скапан митинг на криминалната партија СДС. Ние само репортираме, а вие сами да заклучите. Овие пари што се трошат, гледајте, овде има крај, нема крај на овие автобуси. Значи, хаос се прави, бидејќи ги носат граѓаните од цела Македонија. Собраќај хаос, Скопје нема кај да се оди, кој ќе дојдат вакви луѓе, а ова ви прекажуваат некоја си лажна моќ, а уствари ги носат од цела Македонија. Жал ми е за граѓаните, за едно шише вода од пола литар и еден скапан сендвич и едно ветување од партиите злосторнички СДС да помонедуи дека наводно ќе ги вработат нив или нивните фамилии, деца, внуци, па и се разбира ова се случува 33 години. Собраќај хаос. Само демократи сака да ви репортираат, од тука имам уште стотина автобуси нагоре, затоа повикуваме да не гласате за овие злосторници, гласајте за демократи, заокружете го бројот 16, една за секогаш, да ги тргнеме од власт. Само уште малку, ако сакате, камермани, снимајте нагоре, да видите до каде има, ова крај нема. Но во секој случај видовте што ни се случува, ова е дел од Скопје, кисела вода, демократи овде имаат канцеларија и да поздравуваме, драги граѓани, гласачи, ако сакате една за секојаш да променим ова зло, викано СДС, КПМНД и нивните полтронски привезоци и нови партии кои што се формира или се формирани, кои што сакаат да дојдат до народниот буџет и да го плачкаат и вака да се шетаат на наша сметка, да ги носат и да ги малтретираат граѓаните од цела Македонија, а овие граѓани повеќе од пола се заплашени. Продолжуваме со снимањето. За жал не можеме да се движиме брзо затоа што има невиден сообраќај. Но сакаме да видите реалноста. Парите од народниот буџет што се делат 97% за нив, а на овие избори сега што немаме платеници во собрание, добиваме трошки 3%. Во конкретен случај демократи за овие избори доби 9800 евра, а тие добија сите партии негде дали околу 3.600.000 евра. Продолжуваме понатам. Крај нема нова, но гледајте што се случи. Ова е вестината. Вака се прават протести, па после нас ќе ни се смеат злосторниците, не сме немале многу на нашите протести или митинзи. А нема да имаме нормално кога парите од буџетот се украдени, народот нема леп да јади, а тие важно прават митинзи кои што ги кошта стотици илјади евра. Е, тоа е вистината. Тука ќе завршиме со приказната, де повикувам сите граѓани гласачи на Македонија. Почесни и поштени македонци, албанци, турци, власи, бошњаци, црногорци, роми, срби и други македонски граѓани да гласате за демократи и да заокружете бројот 16 за доброто на вашите деца, внуци и сограѓани. Ние тука прекинуваме, има уште 100 автобуси нагоре. Бидете ми здрави, живи, да живее Македонија, Македонија вечна и вековита.